Ниските јунски температури не карактеристични за овој период од годината, кои изминативе неколку дена ја зафатија Македонија, се само резултат на глобалното затоплување, како последица на климатските промени. Активистите за животна средина се погласни за потребата од зголемување на свеста за заштита на природните ресурси, кои ги имаме во изобилство. Несовисното однесување кон природата треба да запре и секој еден да почне да превзема мерки за намалување на последиците од глобалното затоплување. Елена Николовска од Сдруженијето Екосвест предупредува дека опасностите не демнат од сите страни. Прогнозите за поплави на Балканот се реални, како и болестите кои не демнат како последица од топење на мразот на Антарктикот. Дефинитивно нема сомнение повеќе дека антропогените активности, човечките активности дефинитивно влијаат на климата некако, бидејќи со индустриализацијата се забележува зголемување на глобалните температури. Порастот на глобалните температури, значи не зборуваме само кај нас во Македонија, зборуваме на глобално ниво, значи нагла промена на климата во цел свет, во смисол кај нас ке се намалува во периоди кога треба да биде повисока, во делови од светот каде што треба да биде екстремно ниска температурата во овој период, ќе биде екстремно висока. За почеток тргнете од себе и замислете што може да направите за светот. Доволно е да го смените превозното средство или начинот на исхрана, со што ќе бидете и позитивен пример за околината. Одржливото живење не е апстрактен поим и е апсолутно возможно, а може да започне со заштеда на енергијата во домот, велат еколозите од Екосвест. Треба да работиме повеќе со една реченица на намалување на нашето влијание врз животната средина. Што значи ова? Значи да се обидеме да ги штедиме природните ресурси, кои што ги имаме во изобилие сега, меѓутоа нема да ни траат за секогаш, и да се обидеме да го намалиме нашето влијание врз животната средина во смисол во нашето секојдневно живење едноставно, да намалиме емисијата на штетни гасови, на гасови кои што се најмногу виновни, најмногу придонесуваат за глобалното затоплување. Така, имате ли некаков пример со кој што би посочиле и би им укажале на нашите гледачи, можеби би допринеле да се замислиме сите што правиме? Да, ние изработивме и интересни инфографикони што ги дадов, нели, како обид да го доближиме поодржливото живење поблиску до граѓаните и да го направиме едноставно, бидејќи одржливото живење е едноставно и просто е колку заштита на енергија, секојдневна заштита на енергија во домот, пред се правење на домот поенергетски ефикасен, штедење на струја преку инсталирање LED светилки, заштита на струја преку користење на дневната светлина во текот на денот, изгасење на струјата на светилките во оние простори каде што не престојуваме. Значи има еден куп работи во поглед на заштита на енергијата кои што може да ги направат, бидејќи енергијата во моментов кај нас доаѓа од валкани извори кои што придонесуваат за стакленичките гасови многу, доаѓа од јаглен. Во секторот транспорт и во секторот отпад исто така има многу навики кои што секој од нас може да ги смени и се многу лесни, е просто како избирање денеска да се оди пеш или со велосипед или јавен транспорт наместо секој во својот автомобил, бидејќи автомобилите придонесуваат за стакленички гасови исто. Во исхраната треба да се обидеме да јадеме повеќе локално одгледана храна, повеќе сезонски одгледана храна, бидејќи храна која што треба да патува од јужните краеви, например, придонесува многу за глобалното затоплување, бидејќи се испуштаат огромен број на стакленички гасови во атмосферата при транспортот на таа храна. Климатските промени се заслужни и за наглите промени на времето, што пак резултираат и со температурни шокови, каков што се најавува за наредните неколку дена, кога од ниски врнежливи температури се најавува нагло затоплување за време на викендот. За полесно да ги пребродите температурните промени, шетајте во природа, конзумирајте здрава храна и пијалоци, а кафето замените го со чај.